27 април го одбележуваме роденденот на големиот Горан Стефановски. Со неговиот син разговараме, Игор Стефановски е наш гостин денеска. Добро утро. Добро утро, Јована. Кога реков големиот, веројатно големиот е малку за големиот Горан Стефановски. Сакам да повикам едно видео со кое што мојата генерација, ние растевме и нас ни стана јасно колку е голем. Може да го погледнеме видеото. А ти ако сакаш да разгадуваш, марш надвор! И не врати се! Изробте ден! Стави сега извърка, найде! Да знаят какви ќе излезете. Ќе ви издръкам од череп. Баби, младост баби! Се ќе запустите! Не признавате ни дјавол, ни Бог! Нема грет ни во главите, ни во телата! Се на своја рака! Со првиот ветер како муви без глава! Мислите се што лета се јаде! Европа ве бара! И се прди на Европа за вас! Воздивнувате по Германија! А таткото што ги изгубил носете за вам да ви направи куќа и помија! Кои не знаят това и това им пречи на европјаните да прават кариера. Не знаете да се чувате. Живеете на Венеција. Ќе загинете по некои дупки. Ќе ви изедат пајачини. Името ќе ви се затре. Коренот ќе ви се запусти. Трака нема да остане од вас. Солци немам да ви изплачам, толку сте затажење. Има ли покултна представа? Не. Мислам, Се е кажано. современа македонска не можам да кажам Колку пред времето, колку како времето да застанало, колку како... 79-та, он имал 27 години. Тоа е за мене, кога тоа го разбрав, бидејќи знаев за диво месо, се разбира, и ја учевме, нели, Така? и такви пријатели доаѓаа по дома и ми ги кажуваат тие реплики. И ги знаевме. Ама да. Репликите до ден денеска ги знаеме. Да. И се уште се игра, например, сега во моментов се игра и во Белград и на некои други места таа представа. И да, 50 и... колку се тоа? 7 години, така? Не, 47 години. 47, да. Така Но што- доволна бројка? Да, ама ако размислиме дека, мислам, јас сум со него зборувал на овие теми, не само диво месо, него тоа што рековте за покултно или како. Некои работи едноставно не се менуваат. Игор, што сакате луѓето да знаат за него? Перцепцијата за нас е еден и единствен. Епа, Но што сакате вие луѓето да знаат за него што ние не знаеме, што не знаеме каков беше горе? би сакал да знаат дека беше такав како што го замислувате. Не беше со сите ист, се шеташе по улица со насмевка и со кој сакаше Непосреден. Да. Беше таков како и во приватно и во јавност немаше некоја разлика. Тоа ми е битно да знаат луѓето дека до ден денес себе поминаа скоро 8 години од кога почина и не сум чул лош збор, што е убаво како син и како фамилија. Ама додека беше жив, можеби не беше така. Така што не би сакал да знаат дека ист беше секогаш, цело време. Многу често знам да прочитам Горан Стефановски имаше само датум на раѓање. Која е пораката со која што ја испраќате со одбележување на денешниот ден? Ќе се одбележи со повеќе настани, но главното место е Дебармало, култното Дебармало, така што која е пораката? Која е целта? Зошто го правите ова? Па јас едноставно почнав да го правам бидејќи тоа е неговиот роден ден или ден на неговото раѓање, сега го нарекувам. И сакав со пријатели, со фамилија да си седнеме и да си како што оди, нели, да се напиеш и да мислиш на него, да му кажеш нешто. Имаме таа среќа што можам на еден начин да му се обратам. Јас ви му се обраќал и да не е таму во бронзена форма, ама вака е многу убаво место каде што можеме да се собереме и има луѓе што би сакале тоа да го направат. Така што
едноставно им даваме прилика. Алудирам некако и на помладата генерација. Реално не знам колку се запознаени, колку знаат за неговата големина и кој беше тој. Затоа и ве прашувам и во тој контекст, која порака сакате да испратите до помладата генерација, тие многу различно времето во кое што растевме. Да. Генерацијски. Работите многу се менуваат. Да, па за нив се надевам дека ќе имаме еден ден нови, да кажеме, не информации, него нови содржини, што би сакал да ги поврзам со Горан. Например, би сакал да знаат барем за тие топ 5 хитови негови текстови, што беше, кратки видеа да се обидам да направам, по 3-4 минути или рилчиња, да знаат основата на некои работи. А да се вратиме и на Бушава азбука, што за мене е најголемиот продукт од оваа куќа, еве, после 40 години. И нови содржини веќе излегуваат тука заедно со колегите наши и на Ункосинот и така што се надевам дека ќе нови содржини треба од Горан. Имате и обврска и кон помладата генерација, особено оние кои што застануваат и се воодушевуваат мали дечиња на муралот на Бушава азбука. Со рачиња гледам како го допираат и токму и за таа генерација. Имате обврска. Па тоа е, еве со тој и буквождер, а и со се надеваме еден ден Бушав буквар, кој е како Бушава азбука 2. Време е за Бушава азбука 2, за да влезе малку. И тоа како е? Па значи да се дигитализира, да кажеме, да дигитизира, да влезе во новата ера за новите генерации. Тоа тоа е, ја мислам, од клучно значење за нашиот јазик, нашата култура, посебно сега. Во оваа доба. Да потсетиме дека денеска во 17 часот. Да. Во општина Центар, поточно клупата. Во клупата Девар Мало. Она што ќе биде како во рамки на настанот, хорот Мирче Ацев изведува некои од омилените песни на Горан. Настапува млада джез формација Трицикл. Да. Ќе споменеме и дека уметникот Нина Трафајловски, дека слики, портрети ги објавува исто така, но еве и за вас информација вие не ја знаете, но и ќе ја споделиме дека денеска на пресконференција во Драмски театар ќе бидат изнесени детали за конкурсот за наградата за најдобар драмски текст. Да. За млад автор кој ќе го носи името Горан Стефановски. Да. Тоа е стварно, тоа многу ме полни, многу ме радува и почестени сме, мојата фамилија, што така, мислам, се разбира, треба тој континуитет, да кажеме, сега да не ги набројам дека не сум експерт, ама после Горан, па Дејан Дуковски и сега некако пак не сакам никого да навредам, ама не сум тука, не ги знам. Ама фали малце нови автори, фалат и особено да се потикне малку, например на ФДУ знам дека не се запишуваат толку многу како порано. Кога беше гужва, кога се чекаше ред и кога се молеше да те примат и драмски текстови како и секоја уметност, како и поезија, како и проза, како што и да е, треба да го одликува, нели, општеството или да се пишува за нешто ново. И затоа ми е многу драго што Драмски театар ќе има ваква награда и се надевам ќе се пријават луѓе и ќе ви ја дадам на тие што ќе и ќе биде доволен мотив. Па ама за сите што еве за сите што ќе напишат таков текст, би сакал да им ја дадам на Горан мала книга на стапеци, тоа ќе биде од мене лично, би сакал да ви ја поклонам, за да имате, тоа се мали трикови како да се напише драма, така се вика од Горан, така што пишете ми слободно, најдете ми го бројот или што на Facebook и би сакал да ви дадам таа книга и со тој алат да ја напишете. Каде е камерата? Со тој алат би сакал да напишете вашиот текст. Да биде доволна инспирација за секој. Не сте тука, но имате доволен мотив за да се вратите. Да, не сум далеку. Да, не сте далеку. Повремено да се враќате. И што е она што кое чувство најмногу ве враќа? Што е она што Горан го всади во вас, кое што ве враќа тука? Тоа што сите го сеќаме и што го знаеме, што е најубавото кај нас, не само во Македонија, туку цел Балкан, тоа е чувството на припадност, тоа што значи семејство, што значат пријателите, нашата клима. Вчера сум изгорел многу убаво на Козјак,
На 40 минути од Скопје имате нешто што е навистина не знам кои други градови. Јас бидејќи не живеев тука толку години, ама сум се вратил во Скопје минимум 150-200 пати и едно време се вратив да живеам. Со други очи го гледам градот. И цело време кажувам дека сум турист во роден град и мислам дека тоа е привилегија и дека е стварно нешто што е многу среќа имам што можам да го направам, ама сосема друго пристапувам, друга перспектива имам и мене Скопје секогаш ќе ми биде дом. Но мислам дека е многу повеќе нуди него што мислиме дека нуди. Тоа мора да го кажам. Тоа е можеби малку убаво што го кажувате за памет на сите нас кои што сме тука секојдневно, малку поголема одговорност кон се она што Па не само имаме. за одговорност се разбира, но ако еве го водно го гледам, па имате позади за 20 минути можеме да стигнеме на предели кој откога ќе се вратите, друго ќе ви биде денот и неделата. Едноставно се враќате препородени, како се вели, со нова енергија и со желба и се. Благодарам што ми бевте гостин. Посакувам енергијата и желбата да не стивнуваат и постојано патот да ве води тука назад, затоа што каде да сте во светот, едно место е дом. Апсолутно. Да. Мислам, Горан се извинувам, ако имам Горан пише во Одисеј, домот е таму каде боли. Тоа е при крај на текстот. И да, се согласувам, но јас додадов последниве 5-6 години, да, домот е таму каде боли, но и таму каде што се најубаво се љуби, најмногу се сака, најмногу се смееш. Така што не е само болката во тука и има баланс, се разбира. Така што домот е дом. Игор, благодарам.